нема некој да дојде од страна да не спаси. На Русија не е гајле дека сме ние православна земја, на Америка не е гајле дека сме ние нели сакаме да направиме не знам што во Балканот, на ЕУ не е гајле дека ние се обидуваме да бидеме прогресивни колку што можеме. Никој нема да дојде да не ги плати нашите сметки. Так. Но секаде било, еве и денеска се случува, многу од идеите ќе бидат, да речеме, оваа идеја нема да ти функционира, не е оваа идеја за кај нас. Не, нема да те биде тебе. Ама со она самиот труд кој што ќе се вложи, можеби ќе покаже времето дека таа идеја некој друг ќе сака да ја купи. Ако е можно скандинавските земји да увезуваат ѓубре, нели за рециклирање и за енергенс, па што сме ние попаметни за да бараме луѓето да ни платат за да го земеме ѓубрето. Значи Јур, добро утро. Добро утро, Филип. Како си денеска? Добро е, малку рано. Малку рано денеска. Се држиме, да. Супер. Патуваше вчера, така? Патував завчера. Завчера. Да. Супер. И сега имаме скоро цела недела ми е кнап полна, а денеска ми е посебно полна. Да, на ваков убав ден надвор. Денеска, да, мораме внатре. Мораме внатре и мораш пред компјутер и со многу состаноци. Добро, окей. Како си ти? Добро сум, и јас добро. Помина оние времиња кај што беше многу гужви кај мене, се намали сега гужвата. Убавото време, сонцето реагира многу добро и на моето расположение. Како на повеќето, верувам. Така. Али сонцето, светлината буди нешто друго, мислам дека. Некоја надеж, некоја нов живот, пролета со самото тоа носи многу убавини. Денеска имаме доста интересна тема на која што јас и ти без гостин сме денеска и ќе можеме да разговараме. Тоа е отприлика она што се случува во светот во моментот. Еве, во моментот сме сведоци на неколку активни војни или конфликти, енормни изголемувања на цената на енергенси, на храна, на оној цел логистички систем кој што се сврзува и сакаме да зборнеме околу тоа, да видиме што и како ние, како луѓе сме го предизвикале тоа и какви се последици може да ни донесат оние нови геополитички ситуации. Да, има една еврејска клетва дури, и на нивно е дај Боже да живееш во интересни времиња. И ова се како интересни времиња. Ме подсети малку ситуацијава што сега имаме овие последни неколку месеци на времето на ковидот, кај што нели прв пат слушнавме таму некаде во Кина, далеку во Кина се јавила некоја болест, луѓето имале големи маки, умирале и ние, барем јас лично си мислев, каде е Кина, каде е Македонија, Охрид моје. Далеку сме, нема да дојде, додека дојде оваквото болеста, ќе го најдат лекот. Да. Ама испадна дека во денешно време немаш скриено место на светов. И сиве овие работи сега превирања што ни се Украина ни беше блиску, и ги осетивме многу брзо од таму ефектите. Сега Иран е малку подалеку, ама испаѓа дека преку енергенците и те како брзо доаѓа тој рипл ефект на војната. И си почнав да си размислувам, ние сме далеку, нема да не чепне, ама испаѓа дека како што кажа овај канадскиот премиер на последниот говор, не знам на која конференција беше, кај што каже дека стар цитат е, ако не си на масата за преговарање, тога си на мени. Интересно. И тоа си размислив за тоа како Канада, која што с тебе се рачунаше дека не е на масата, дека има потреба да биде на масата, па нели повикуваше на тие средни сили да има некакво обединување за да престана да бидат на мени и да бидат седнати на маса. И си мислам, па ние колку и да правиме коалиции, сепак ќе сме ние се на мени, а не на маса. Секогаш. Да. И е исклучително битно за нас. И како поединци, и како народ, мислам да си препознаеме каде сме. Така е. Дека не сме на маса, сме на мени. И гледајќи ги сите тие превирања,
да на кој начин ние да се позиционираме во оваа бура за да можеме да преживееме, а можда и да да имаме некаков процуд, ако воопшто тоа е можно. Еве ние долги години претендираме да бидеме на масата седнати, така сиото и 35-6 години се обидуваме да бидеме седнати на масата со оние кои што ги донесуваат одлуките. И но гледаме колку тешко иде, но некаде слушнав отприлика вика колку им е тешко на миленијалците дека проживеале неколку војни во својот живот, преживеале економски катастрофи, пандемии и сето тоа во толку многу мал рок. Сега кога снимаме овој период, кога почна короната пред 6 години, значи пројдоа 6 години од тоа. И некако гледаме како брзо летна тој период и како се промени после тоа. Комплетно се многу работи изменети. Веројатно не само цените на квадратот на становите, на недвижнините, туку се друго е многу променето. Да. Почетокот, тоа што го спомна со цените на метар квадратен. Прво 22 мислам дека беше таа инфлација, кај што не беше уствари инфлација, тоа беше девалвација на сите валути, од околу 20%. Самата таа девалвација ради тоа што се испечати еден куп пари во Америка, еден куп долари за да се плаќаат сите тие програми што тие ги има нивните, предизвика скок на цените. Не дека толку цените скокна, колку што опадна куповната моќ на самите девизи со тоа и на денарот. Знаеме дека во Македонија влегуваат многу сиви пари, да не ги кажам црни пари. И целото тоа работење со некретнините е на добра пералница за пари, што денеска доведува во ситуација, јас кај мене имаме еден дечко супер вработен, кој што мачеше да најде стан. Вика Игор, ја барам стан колку што можам да платам, ама испега дека ништо не можам да платам, ради тоа што толку многу се набиени цените, што еден обичен чесен македонец не може да помисли да зема стан. И си викам како му е на луѓето кои што не се програмери, кои што не се од некоја имашлива фамилија, на кој начин тие луѓе некогаш ќе имаат одскочна даска, да излезат од дома, да формираат свое семејство, да почнат да градат заеднички живот без родителите. Science fiction ми е. Така е. И претходно го имаме зборувано за тоа како порано успевале да изградат дедовците куќа, каде што само еден работел со една обична службеничка плата, немале некои, како денеска што се програмери или некои плати кои што се навистина високи, успевале да изградат куќа со една плата и по 3-4 деца да ги изгледаат. Значи, самата онаа промена каде што сега верувам мора да работат двајцата родители за да можеш да си обезбедиш стан и живеачка, порано било возможно со само една плата. И тоа не било само кај нас во Југославија, него тоа и во Америка се случувало. Насегде низ светот повозрастните можеле и поседувале многу поголем број од имотот. Еве денеска некаде читав дека Швајцарија е нација која што најмалку поседува сопствен имот. Значи они рентаат, што значи мал дел од луѓето ги поседуваат сите тие недвижности, а голем дел од нив рентаат. И не ни размислуваат. Не само што не размислуваат, и не ни можат, бидејќи ќе се врзат за многу години, многу голем кредит, кој што може би веројатно и од денеска самото на слобода што ја сакам за 3-4 години да сменам друга локација, сакам да не сум врзан 40-50 години таму да живеам и можеби со истите комши цел живот. Но тоа што го викаш, еве и тој дечко што не може да најде стан, јас ги гледам зградите кај мене, значи тие се до половина полни, другите се празни. Значи од станови кои што се под 25 до 35 стана, јас гледам 10-15 исти луѓе како излегуваат од тие. Значи нема толку многу промет во тие згради. Многу голем дел од тие станови стојат темни навечер, празни. И гледаме, луѓето можеби го алоцираат својот вишок, своите пари во
недвижнини, каде што нормално им расте и нивната вредност и они кога би го продале или го рентале ќе добијат некој поврат, но сепак еден човек кој што сака да си купи стан, кој што сака да си оформи семејство, многу тешко ќе го постигне тоа доколку нема високо надпросечни примања. Да, далеку надпросечни примања за да може и да добие кредит, за да може да ги плати тие илјадници евра што се потребни за 1 квадрат. И не е само кај становите, нели сега скокна и нафтата. Да. Дојдовме на 90 денари, мислам дека е веќе. Да. Струјата не знам колку е поскапена. И кога ќе имаш од една страна притисок на инфлација, од друга страна притисок на нели на тој supply chain кај што тешко е да дојде нафтата до кај нас. Тешко е да дојдат енергенците, други потребни материи, пошто нели си ја уништивме сопствената индустрија за храна, па сега мораме да увезиме све. Неминовно е дека тој раст на сите тие енергенци ќе предизвика и раст на храната, кој што основно нешто. Да. А платите не може да порастат. Најверојатно ради тоа што па самите вработени не може да произведат толку брзо поголема вредност за фирмата као одеднаш да може да понуди многу повеќе услуги према своји клиенти. И ние сме сега во една ситуација кај што имаме еден куп нестабилности, никој не прашува дали сакаме или не сакаме нешто, ама сметката сепак завршува кај нас, кај што ние треба да ја платиме. И цела слика ми е на тоа што ќе излезат некој па ќе кажуваат вака ќе правиме, онака ќе правиме, ја му кажав ова во Брисел, ја му направив ова во Вашингтон. Ги гледаш луѓето и си викаш добро бе, ти може да си му кажал кој те слушнал. И многу често ми иде на ум една слика надпреварувачи на стадион, кај што скокат и огромни пари се дават за да купиш шалче, да купиш мајца, дрес, капа со нели логото на твојот омилен тим. Така, на тимот, па дури после утакмица ќе има и тепачки. И онај стоиш од страна и си викаш добро бе луѓе, дали сте вие свесни дека со сето тоа ваше агресивно однесување, вие усвари не сте дел од тој тим, вие сте нивни клиенти. Ради тоа што вие постоите, тој тим успева да плаќа милиони евра за секој вработен. И како тие фанови да си ја помешале својата улога дека тие забораваат дека тие не се на утакмица, тие не играат, не се активни учесници во утакмицата, на исти начин на кој што ние како мала држава сакаме да мислиме дека сме активни, ама не сме активни, ние сме на мени, не сме на преговарачката маса. И мислам дека таа свесност е исклучително битна за секој еден македонец, да знае дека нема некој да дојде од страна да не спаси. На Русија не е гајле дека сме ние православна земја, на Америка не е гајле дека сме ние нели сакаме да направиме не знам што во Балканот, на ЕУ не е гајле дека ние се обидуваме да бидеме прогресивни колку што можеме. Никој нема да дојде да ни ги плати нашите сметки. Така. Предизвикот за нас и мислам причината зошто ние и воопшто го почнавме нели овој подкаст е да можеме ние поединецот да го поттикнеме и да му кажеме човеку твоите сметки се твои сметки. Твојата фамилија е твоја фамилија. Никој нема да ти ја храни, никој нема да ти ги плаќа сметките. Гледај во каков свет си и делувај онака како што тебе ти одговара, така. Нормално без да кршиш некакви закони, ама дај почни нешто да работиш, ради тоа што нели не доаѓа некој спасител на бел конј или нема да ни стигне некаква инекција финансиска од некаде за да не спаси на насија. Не знам, да, од она самото оној момент дали го имаш гледано оние видеа на интернет во Индија, знам дека тие се огромна нација, колку се они способни од ништо да направат нешто. Значи ќе земат стари пластични шишиња, ќе ги обработат, ќе ги изрендаат, ќе ги направат со машини кои што се од пред кој знае колку години, кои што не работат со никаква заштитна опрема и не велам дека треба и ние така многу човечки права, основни таму се нарушуваат веројатно со сето тоа. Работат многу деца, работат луѓе кои што не би требало да работат, но како успеваат да произведат едноставно
плочки за автомобили, за кочници. Успеваат од некои стари делови, ќе земат, ќе направат плочки. Ќе земат, сум гледал видеа, голем еден стар синџир ќе го земе, оние бродски синџири, ќе го исечат на парчиња и од него ќе направи некој тип на штрафови или шајки. Они успеваат она рециклирање кое што ние се чудиме, или кој што толку многу го обуткаме, они навистина во пракса го работат сето тоа. И поентата со тоа ми е дека ние имаме средства со кои што би можеле да го правиме сето тоа, но сепак очекуваме некој друг да ни го направи, ајде ќе го веземе тоа, ајде ќе го направи некој друг за нас поевтино, што и возможно е да биде поевтино, но сепак стануваш многу зависен. И еве греота е што ние многу работи увезуваме, а имаме толку многу сончеви денови, толку многу необработено земјиште. Сега брзо бе во Германија и сите знаеме, нели, кога летаме, кога слетуваме, како се нивите комплетно зелени, убави, обработувани, но таму те обврзува, значи ти доколку имаш нива, ти мораш да или да растеш нешто, или да ја одржуваш. Значи немаш да оставиш да ја запуштиш и тоа е тоа, ќе ја запалиш на крајот на почетокот на пролета. Него мораш да ја одржуваш, мора да биде во некоја форма. Ако не е за тебе нива, продај, дај му на некој друг кој што ќе одржува. И после ние се чудиме, леле, зелено и убаво, па да, луѓето си го одржуваат она што го имаат, а ние го уништуваме, не го одржуваме, не стекнуваме, не го гледаме како свое. Не знам од каде придонесува тоа, каде што очекуваме некој друг да ни ја заврши таа работа. И за себе зборам. Да. Не зборам. Да. И јас сум во тој кош. Во тој кош сум и јас. Нивата, ајде, добре, кој ќе дојде време нивата ќе се обработи, сега да, не никогаш треба. нема да дојде. А никогаш нема да дојде. Немаш потреба, нема да ја обработам нивата. Мислам дека тоа е една болна точка што баш ја чепна. Се сеќавам на факултетски денови пред колку 20 и кусур години, преку 25 години. И си размислував за тоа на кој начин ли би му текнало на некој германец да измисли комбајн. И си ги гледав некои документарни емисии кај што баш збореше инженер, машинец, и си кажуваше тој свое искуство дека оние проблеми кои што мојата фамилија ги имала, да речеме, пред 10-15 години, со кои што јас како инженер како младо дете сум се судирал и сум покушавал да ги обработам, вика, со тие проблеми јас дојдов како машински инженер и на тој начин, имајќи физичка реална потреба во нашиот бизнис, почнував да работам, да измислувам технички решенија за тој физички проблем. Кај нас е проблемот кој што ние некако ги одвоивме земјоделието од науката, да речеме. Неаме инженери кои што размислуваат на така наречено селски начин, кои што би имале проблем кој што треба да се реши. Не им е познат проблемот на земјоделието. Значи тоа од една страна кој што ето младите луѓе се во некој расчекор со земјоделието. Другата работа е што еве кај нас, јас се сеќавам пред 30 години, нафтата беше 9 денари, па после беше 17 денари, денеска е 90 денари. Да. Значи имаме 10-кратно зголемување на самиот енергенс од една страна, од друга страна го имаме пример вештачкото ѓубриво. Имавме продавница за вештачко ѓубриво и го користевме за нашите јаболка. Знам дека на времето 50 кила тие познати 315 вештачко ѓубре од Велес беше околу 400 денари. Денеска истата вреќа, не е истата вреќа, денеска 25 килска вреќа донесена од Грција е 1800 денари. Последна цена за која што знам. Да. Значи ние правиме муабе за енормно зголемување и на енергенсите и на репроматеријалите, а кило јаболко на времето беше 3 кила за марка, односно 10 денари, денеска е истата цена. Да. Ако ги тргниме... Ама во маркетите не. Маркетите во маркетите не. 70-80 денари. Да, ама правиме муабет ние на ниво на земјоделец. Так. За земјоделецот, значи истата цена е непроменета 30 години, со тоа што 10 денари пред 30 години купувале многу повеќе, а денеска 10 денари нема да ти купат ништо. Така е. И
Еве, јас, значи, од мој личен пример, имаме и јаболка, имаме и кајси. Татко ми, мајка ми, нека им даде Господ здравје, се уште ги работат тие ниви. Браво. И тој е усвари доходовен бизнис. Така. За некој млад човек кој што би сакал сега да се насочи во земјоделие, Да. имаш доволно работа за да го окупираш цела Дефинитивно. година и имаш доволно пари. Ама, за многу повеќе луѓе е тој муабет, чекај се, јас ке работам во некоја бранша кај што влезните трошоци ми се зголемуваат, а излезниот профитот воопшто не расте. И ке дој помине време, ке речам, па нема да ја работам. Немам причина да ја работам. И трета работа за Германија, која што ја спомна, е што тие колку толку си имат некакви заштитни мерки за нивните земјоделски производи да имаат примат во продажбата, а дури после да се увезуваат работи од пример од Аргентина или од било каде. Да. Ние увезуваме јаболка од Аргентина. Тоа е страшното, значи еве безумно. Да. Мене лично ми е безумно, ради тоа што ние имаме наши производи, кои што прво ги плаќаме пари да ги собериме тие јаболка од нивата и после неколку месеци плаќаме пари да ги фрлиме назад тие јаболка. Значи немаме пласман на суровото јаболко, немаме материјал, начин да од тој производ да направиме индустријски производ. Значи немаме вертикална интеграција на тоа производство и нормално е дека продолжуваме да се тркаламе надолу со такви политики. Дали мислиш дека, еве кога ќе спомнеме во Германија или некои места каде што имало иновативност, еве и кај нас има луѓе кои што иновираат. Имаше, знам, еден човек кој што произвел оџак, кој што го филтрира оној целиот оџак, она све што излегува, сите тие сагите, јаглерод диоксид, моноксид, ги филтрира и ти добиваш чист воздух. И некако немаше никаков јавна поддршка на сето тоа. А сите кажуваме, нели, најголемиот предизвикувач е дрвото и греењето на дрво покрај автомобилите. Зошто да не се поддржи и што? И фабриките. И фабриките. Добро. Да. Зошто да не ги поддржиме тие? Зошто не се поддржуваат оние луѓе кои што нешто иновирале? Не знам. Мене ми е истото прашање, значи како што ти го поставаш тоа прашање, така и ја го поставувам, ради тоа што јас бев во ситуација да имам иновативни софтверски решенија, кои што ги прикажав пред ФИТР, нели, Фонд за иновација и развој, кај што ми беше кажано дека самото решение не е иновативно. Не знам што требаше да биде за да е поиновативно. Во ситуација кај што имаме финансирани проекти за изработка на обичен вебсайт. Со тоа, значи, кажано како пред муабет, зошто не сме иновативни? Мислам дека ние како нација сме иновативни. Мислам дека општеството во кое живееме не поддржува иновативност. Има една приказна, нели, ако ставите јастози во едно големо тенџере да ги варите, нема потреба од капак, преку тоа што самите јастози ќе се влечат едните со другите према долу. Не дека самите јастози ќе се спречат едни од другиот да излезат, ама тие јастози на кои што не им паднало на памет да ги кренат своите раце да покушаваат да излезат, ќе видат дека некој пред нив веќе ги кренал своите раце, веќе излегува од тенџерето, па ќе се грабнат за него. Нема себе да се извлечат, ќе го спречат него. Ќе го повлечат. Мислам дека кај нас проблемот е во тоа што тоа мало иновативно население кое што има идеи и сака да работи, е обкружено со едно поголемо население кое што чека да дојде први за да добие плата. Чека да има избори за да може некако да се излакта. Имаме една ситуација кај што тие кои што не се иновативни, сакајки да изградат за себе подобар живот, ги влечат надолу другите луѓе кои што се иновативни. Лично мене ми се има десено кај што во разговори за тие иновативни софтвери сум наишол на подсмевање. Абе, ти од Македонија ќе правиш некаков светски софтвер и баш тебе ќе ти го купат. Но подкај знаеш дека нема да го купат.
ама е добар снепшот на нашата култура, кај што ако ја не можам нешто да постигнам, тогаш мојата неспособност ја проекцирам према тебе и значи ако ја не можам, најверојатно и ти не можеш. И мислам дека таквата токсична атмосфера во Македонија и бизнис атмосферата во Македонија е голема кочница за иновативност. Да. Ама од друга страна и сите големи иноватори, еви Никола Тесла, нели, бил исмеван и не бил поддржуван, многу од тие работи кои што ги измислил или ги направил, не виделе бел ден. Нели, он на крајот неговиот живот завршил осамен, во сиромаштија, верувам, во беда и едноставно така завршил неговиот живот, но денеска го славиме или има негови сите негови изуми веќе се многу употребливи на секаде. Така да веројатно секаде било, еве и денеска се случува, многу од идеите ќе бидат, да речеме, оваа идеја нема да ти функционира, не е оваа идеја за кај нас. Не, нема да те биде тебе. Ама со она самиот труд кој што ќе се вложи, можеби ќе покаже времето дека таа идеја некој друг ќе сака да ја купи. Но она што е моментот кај нас, еви го гледам и кога некој почнува бизнис собствен, оние кои што се најблиску до него ќе речат, дај ми, знаеш, дуќанче си отворил. И оние кои што се најблиски комши, барем порано, на пишанка. Дојди, ќе земам ова. Ајде, дај ми попуст. Зошто да не го поддржиш твојот пријател и да му платиш цела цена? Зошто да, ако почнува нешто, да му кажеш, јас сум ти другарче, направи ми попуст. Значи, ако оној круг каде што ти почнуваш и не се подигнуваме, не се поддржуваме и бараме веднаш попусти кај нашиот пријател, тогаш што да очекуваме од оние кои што не го познаваат тој бизнис или тој човек? Добар муабет. Тоа е нешто што не е само кај нас, сум го видел дека во на многу места истото тоа функционира и ја немаме таа поддршка еден од друг. Ако почнеш, отвориш зелено пазарче, имаш разни производи, ајде дај ми, баш зборев со еден пазарџија кај мене, и вика, ајде ќе ти купувам, некој ресторан му дошол, ќе ти купувам, ќе ми даеш ли попуст? Па добро, зашто да ти дам? Јас ќе ти спремам све најубавите, ќе ти ги одберам. Зошто да ти дадам попуст? Мене нема да ми останат и јас ќе ги продадам. Ама зошто сега да ти дадам попуст, ти ги давам најубавите, припремени, ти ги доставувам сето тоа, зошто да не ми ја платиш целата цена? Да, кај нас прво е прашањето колку чини, па после прашуваме што е на продажба. Мислам дека таа трка со цени, трка према дно, што би се нарекло на запад, и е една од причините зашто кај нас и немаме напредок, и немаме иновативност, и зашто нашите млади заминуваат. Ради тоа што ние цело време се ценкаме околу не околу твојата вредност или вредноста на она што го продаваш, туку околу тоа колку тоа мене ќе ме кошта. И сега, баш добро го кажува, ние на секој чекор усвари имаме такво ценкање за да е нешто подолу, а секогаш очекуваме да платиме помалку да добиеме повеќе. Во кој свет тоа функционира? Никој не може да даде повеќе, а да наплати помалку и да остане и тој бизнис да остане. Во арапските земји сигурно сме гледале дека они сакаат, имаше неколку смешни видеа, иде еден некаде Блиски Исток и да купи нешто, или Турција беше, и овој му вика толку и толку пари. Океј, во ред. И овој вика, ама ти треба да се ценкаш сега со мене. Ајде толку. Не, во ред ми е цената, ќе ја платам. И овој вика, не, ќе ти спуштам толку, ај ти кажи волку треба. Ајде играме. Значи едноставно, да, веројатно кога тој ја поставил цената, ја поставил со намера да можеш да се ценкаш, нели? Денеска кога нешто гледаме на интернет, сакаме да купиме што и да е, цената е малку повисока за да дојдеш на некое твое ниво и да мислиш, леле, јас му излеков уште 50 евра помалце на него, а он веќе ги предвидел тие 50 евра од почеток. Веројатно има и некој психолошки момент на победа тука каде што викаш, да, јас му извлеков уште 50-100 евра, му намалив. Но од другата страна, вредноста која што ја дал тој е она што веројатно ја оценил правилно колку вреди она кое што го продавал. Услуга ли е, производ ли е.
Да, и после ние се чудиме, ева баш се сеќавам на еден пријател што зеде една кола што е баш буџетарска, да не го спомнуваме името сега, да не испадне дека се лоши колите. И мислам, возилото си е сосем окей, моторот си е окей, електрониката си е окей, лимаријата си е, нели, све си е окей. Ама, влегуваш внатре и осеќаш дека самата ткаенина на седиштата не е тоа што треба да е. Гледаш дека нели овој сводот што е горе, не е тоа што би требало да биде. И сега се чудиме зошто, пример, таквата буџетарска кола има поевтини материјали, а од друга страна се радуваме на тоа што сме успеале да земеме нова кола за цена на едно старо BMW, на пример. Така. И не можеме да очекуваме дека ние ќе добиеме потполно квалитетна кола со истите материјали, што некој би ја платил можда и 50% повеќе, а ние сме ја платиле многу. Тој попуст кој што ние го добиваме, усвари е пресметан, како што викаш, вкалкулиран во самата вредност на возилото, и трчајки по поевтина набавна цена за било што, ние идеме во ситуација кај нас побрзо ќе функционираш ако продаваш посебна салама и виршли, отколку да продаваш, например, шунка и чисто сушено месо. Значи, банален еден пример, кој што на нас ќе ни влијае и на задоволство и на здравје, а усвари цела наша економија е навртена баш на тоа поевтино и она до кога поевтино. Идеме во ситуација кај што фирмите кои што, например, вработуваат на македонци, немаат голема маржа, не може да набијат голема маржа, ради тоа што ако ја зголемиш маржата, ќе ја зголемиш и продажната цена. И тоаш никој нема да ти купува. Ако никој нема да ти купува, тогаш твоите вработени ќе останат без пари, без работа. Така. И трчајки према поевтино, си ја уништуваме собствената економија, наместо да се завртиме на идејата чека да видам што е поголемата додадена вредност во некоја услуга или во некој производ, и додам со идеја дека ќе го купам тоа нешто од тој човек не ради тоа што е најефтино, туку ради што има најдобар однос на добиено и платено. Вредност и цена. Да. Ама и гледаме дека можеби самиот свет се движи кон тоа дека работите се веќе неквалитетни. Еве, оние југословенски фирми кои што сите сме имале дома телевизори, фрижидери, задлабоко, нели, сите оние работи траат и денеска и може да функционираат. Не се толку, нели, еколошки како што се денешните или толку ефикасни во однос на потрошувачка, но тие траат. Денешниве сите оние работи кај нас се направени да траат колку што ти е гаранцијата. Толку имаш гаранција, толку трае. И самото тоа еве што сум го читал е дека и сите оние производители и на автомобили на се веќе гледаат да не произведуваат можеби толку квалитетни, бидејќи ти за 5 до 6 години се очекува да го промениш во некој понов, во нешто друго, бидејќи они треба, нели, да продолжат да произведуваат, треба да се продолжи да се продаваат тие автомобили. Ама тоа е една реална слика и како, и верувам дека ние и со овие разговори не можеме да го промениме, но како на промена да почне, нели, велиме, сакаме, биди промената што сакаш да ја видиш. Да. Нели, тоа е едно нешто кое што нас не треба да ни биде една водилка. Ако сакам нешто да се смени во општеството, ако сакаме да биде чисто, па тогаш ќе почнам од себе си. Јас не сакам да фрлам. Ако има таму канта, во ред. Ако не, ќе го чувам додека не стигнам дома, додека не отидам, значи самата таа грижа или самото тоа, еве имавме нови автобуси. Јас често пати користам и автобус, значи тие се веќе ишкртани, веќе се искинати седиштата, веќе се работи оштетени, фалато ни е за стакло кршење во незгода што се. Значи, зошто да си го уништуваме тоа? Ние еве увезуваме автобуси користени од Германија, овие новите што се возат приватни се оние кои што се возеле таму, кои што се веќе стари. Да. Но кај нас се нови и се си работи. Лед, горе светлото работи, не се ишкртани, не се уништени, значи се си функционира. Зошто
да не почнеме ние самите. Го бараме она што го гледаме во светот и во Европа, чисто, убаво, прекрасно, а утре ќе отидеме и ќе истуриме некој шут некаде каде што нема да не види никој. Или покрај контејнерите ќе оставиме стар кауч или што и да е. Значи си има, еве јас сум фрлал некои работи од дома која сме реновирале, но сум ги однел, ондека во Карпош има во Скопје едно од комунална каде што можеш да однесеш по кабаст мебел, кабаст отпад. Так. И можеш таму да го однесеш. Па сега можеби кошта да треба да платиш или во Дрисла може. Ќе платиш камионче, ќе платиш што и да е. Но сепак така се грижиме. Добро, од една страна така се грижиме, мислам би го градил аргументот од последната идеја према назад. Мислам дека комунално во тој пример работи без стратегија. Зошто? Да, се сложувам. Им наплаќаш на луѓето влез кој што го товариле тој товар и ти го носат само да го растоварат. Да. Зошто не би се отворила вратата и луѓето кои што веќе вложиле пари и енергија да го товарат тој товар и да го однесат на правилно место, пушти ги нека го направат тоа. Зошто ако не ги пуштиш, ќе се деси како што се дешава, јас милион пати имам поминато од Охрид према Скопје и наслегување од Гостивар, и наслегување од према Кичево и према Качување за жал. Па целиот наш пат е како една депонија. Луѓето кои што значи го товариле ѓубрето од дома, наместо да го однесат во еве ја спомна Дрисла, наместо да го однесат ѓубрето таму, за да заштедат, ќе го однесат во некоја планина и ќе го фрлат таму. И после истото тоа комунално ќе треба да потроши многу повеќе ресурси, прво да го најде, ќе го најде ѓубрето, лесно е, ама ќе треба да го товари. И после истото тоа ѓубре кое што веќе нив ги кошта пари да го внесат во таа депонија. Би заштедиле ако им дозволат на луѓето да го однесат своето ѓубре. И на крај, тоа не е ѓубре, тоа се сировини. Така е. Плати го железото, плати го органскиот отпад, плати ги стаклото, нели може да се дислоцира се на сите тие работи, мислам, ако е можно скандинавските земји да увезуваат ѓубре, нели за рециклирање и за енергенс, па што сме ние попаметни за да бараме луѓето да ни платат за да го земеме ѓубрето. Значи тоа е првата идеја на обратно размислување. И ние увезуваме ѓубре? Може си читал? Да, и после го гориме, и после се чудиме зошто е. Баш са Бајлево станав и приметив дека на цела кола имаше еден филм Прашина. И си викам, значи, во урбана средина сум, кај што би требало да има помалку прашина, кај што би требало да има помалку нечистоти во воздухот, во споредба со рурална средина во која што живеам во Охрид. Ама во Охрид јас кога излезам од дома, не наоѓам филм со прашина. Да. Што е на таа прашина, не сакам да знам. Да. Ама сигурно сето тоа увезено ѓубре кое што се гори, си допринело за да. Она што го кажа поединецот, што можам јас како поединец да направам, што можам јас да променам. Нели она не гледај што државата ќе направи за тебе, ти што ќе направиш за државата. Но тоа е навистина така, бидејќи ние не живееме сами. Значи имаме комшија, ако јас горам во двор нешто и му смета на мојот комшија, значи јас и него го загадувам и загадувам и други комши и себе си, или доколку го фрлам, еве, не кај мене, ќе го фрлам кај тебе на некоја нива каде што ти нема да ме видиш. Повторно не се грижам јас за себе си, значи него не за другиот, за ближниот, нели она што го кажува и Библијата, љуби го ближниот како себе си. Значи тоа не е само така кажано. Тоа е втората што вика и најважна заповед, каде што јас ако се грижам за себе, како за тебе се грижам, како што се грижам за себе, значи јас ќе го направам многу подобро. Ако бидам твој комши и го правам тоа, го живеам тоа, јас многу подобар комшија ќе бидам и према тебе. Нели во секој момент ќе сакам и да ти помогнам, да не ти наштетам, да ти направам добро, но тоа го забораваме.
И Да. кога не е можеби потикнато од озгоре, кога не е потикнато од, да речеме, во државата не е потикнато на тој начин, тогаш ние нема да имаме мотивација, но некој пат и ние самите луѓеве кај мене во општина, значи често на есен и на пролет општината вика за доколку имате еколошки отпад, дрва, гранки, трева, што и да е, јавете се, ќе дојдеме, ќе го земеме. Они, голем дел од луѓето можеби, ќе го изгорам или ќе го фрлам во другото ѓубре. Нема да го направам тоа. Знаеш, зошто да не го направиме? Ете, ни нуди државата, ни нуди општината, можност бесплатно ќе дојдеме, ќе го подигнеме тој отпад. И сепак ќе одлучиме ние на подобар начин. Не бе, ќе го фрлам со другото ѓубре или ќе го изгорам. Не покажуваме грижа кон другиот. Понезгодното прашање е, значи, ако стои аксиомата љуби го ближниот како себе си, а ти ближниот не го љубиш, прашањето е дали себе си се сакаш, така. Дали себе си се почитуваш. Ние сме, мислам, култура на екстремии. Од една страна ги имаме тие кои што се до тој степен егоисти, да на сите други гледаат од високо како, не знам, кога да сум јас најдобриот за било која работа, а нема врска. Од другата страна имаме некој менталитет на свиткан врат сабја не сечи, кој што до тој степен се себе умаловажуваме, што ние идеме во ситуација кај што ние себе си не се почитуваме, себе си не се сакаме. Кој човек кој што се сака и се почитува себе си, би си дозволил да запали таков некој оган кој што после и тој го диша. Така. Мене често ми се дешава баш на идење во Скопје, од Охрид према Скопје, посебно кога ќе слезам према Гостивар. Слегуваш од ситуација кај што дишиш чист планински воздух во полошка котлина кај што не знам што дишам и си викам, добро бе луѓе, сите вие кои што ги горите сите тие ѓубрина и гуми и пластик или не знам што, па вие го дишите тој воздух. Ако вие за себе си не се грижите, кој ќе се грижи? Некој од Брисел или ќе се грижи? Мислам дека кај нас е проблемот, нели, и за нашата екологија, и да се вратам назад малку на иновативноста, мислам дека ние како култура немаме изградено себе почит. Егоизам е една работа и тоа е дури форма на непочитување на себе си и на другиот, со тоа што не си дозволуваме себе си да си се видиме во право светло, за да можеме да порастиме, ама исто така си се гледаме себе си како не можда толку многу битни и важни. И мислам дека тоа е една отровна карактеристика на не само на етничките македонци, мислам сите ние на Балкан сме горе-долу слични. И добро го кажа муабетот и со автобусите. Сакаме да се возиме во чисти автобуси, не сакаме да ги одржаваме тие автобуси. Да. Сакаме да имаме чисти улици, а фрламе од пушоци, шишиња, обвивки од чоколади на улица. Не знам колку пати ми се десило да го гледам тоа и си викам посебно за додека се возиме по Скопје. Зошто да го фрлиш ѓубрето кое што ето си изел чоколада? Чувај го во кола, ќе го фрлиш дома, зошто да го фрлаш на улица? Ама тоа ни е како некоја види ја колку сум јак и слободен и ова, ја можам ѓубрето да фрлам кај што сакам. Никој ништо не ми може. Кој треба да ти може да видиш, да се опаметиш малку? Треба некако да се најде балансот помеѓу оние правила и она лична одговорност. Себе гледам некое шоу има во на германска телевизија, каде што возат полицајци во возило кое што не е обележано и водат на улица и следат коли, автомобили, кои што можеби не исполнуваат некои услови. И имаше неколку ја спуштил колата до доле, или ставил други бандаши, или ставил друг друг издув. Еден имаше ставено, колата му била CLS 350, а он ставил знакче 500, CLS 500. И го стопираат и му викаат, оке, си ги направил тие промени, дај ми доказ дека ти си поминал на технички со тоа. И он приложува во ред, овие не се оригинални, поминати се, технички кажало да, можеш да си одиш. Но имаш и оние кои што
ставил друг знак или ставил издув кој што не му бил, го исклучува и му вика ова возило не можеш да го возиш или ќе му дозволи да вози и вика промени го за да немаш видни на проблеми. Ке си платиш казна и тоа е тоа. Сега, истото се случуваше и јас кога живеев во Германија, кога требаше да одиме да фрлиме ѓубре, тогаш се идеше на еден како кај нас во комунално, еден цел сектор, но таму беше навистина чисто, посебни големи контејнери за хартија, за пластика, за лименки, за биолошки отпад, значи и доаѓаш и те гледа човек во кесата, што носиш и може да ти каже, окей, ова во таа жолта кеса не е за во жолтиот отпад, за во тој контејнер. Мораш да го извадиш и да го фрлиш на правото место. Кој е балансот каде што ние имаме правила и ти се движиш поред тие правила? Ќе кажам еден пример кога автопадот Скопје-Охрид, нели на делница која се правеше, не беше обележан еден дел. Нов беше автопадот поставен, но немаше обележување. И возам таму и некако немам линии. Не знам кај одам. Возам лево, ми доаѓа од другата страна, возам десно, некако немаш кај да се придржуваш. Но кога ги нацртаа линиите, веќе знаеш, окей, јас сум си во оваа лента, таа е моја лента. И кој е оној баланс кај што треба да го имаме помеѓу оние правила кои што треба да ни ги да ги имаме, кои што се добри нели за нас и голем дел од оние правила кои што стојат и во Библијата на некој начин, тие не се за да не ограничат, тие се за да можеме да се насочиме и да живееме правилно за наше добро. Не знам дали го размислуваш тоа на сличен начин, но на некој од оние правила, да речеме, се за наше добро. Тоест, сите оние правила се за наше добро. Но, кој е оној баланс? Како би можеле да го направиме тој баланс од нашата индивидуалност, но почитување на општото добро со почитување на тие правила? Мислам дека кај нас е малку покомплексно моје размислување. Мислам дека сите правила кои што се направени не се баш правила кои што би ни овозможиле општо добро. Мислам дека некои правила се направени чисто ради тоа што државниот апарат се гледа себе си над народот и тие луѓе кои што се вработени во тие државни органи се гледаат себе си како државни чиновници, а не државни службеници. И таквиот арогантен пристап на законодавачите им дава за право да направат закони ради тоа што им се може. Еве имаше еден пример за железничка во Охрид. Таа викавме едно време дека е обиколница околу Охрид, сега веќе не е обиколница, е составен дел на градот, ама е место кај што е дозволено движење 40 на сат. 40 на сат на долга и права улица е малку претерано ограничување. И сега никој не му текнува дека треба може да се промени таа цифра, дека тој таков пат не е за 40, туку е барем за 50, нели во Скопје секаде скоро 50. Мислам, возиш низ рекорд и возиш 50, ако имаш можност. Дозволено е да возиш. А во Охрид, на права улица, кај што немаш толку многу сообраќај, која што функционира како обиколница, е 40. И слушнав за еден пријател кој што возел тука 60 и нешто, и на човекот му беше изречена некоја казна со некаква забрана, не се сеќавам точно, парична плюс забрана. Таквиот закон, мислам дека не е за општо добро на народот и е остаен ради тоа што ми моиш. И тоа да речеме ќе биде една ситуација. Друга ситуација може да би била однесувањето на институциите према бизнисите. Мене често ми се дешава конкретно од Битола да ми пуштат опомена за плаќање на данок. И сега цело време го добивам тој истиот формулар кај што ми пишува опомена со големи букви, а во самиот имейл е напишано или ако случајно имаш веќе платено дека ова може да се преби. И во која култура е окей ти да пушташ опомена, а можно е голема веројатноста дека веќе нештото е платено. Значи, таквата арогантен пристап на државниот апарат према народот предизвикува кај народот револт.
И ја имаш таа наши против ваши, раководство против баграта. Да. До ситуација кај што народот веќе ние не ја чувствуваме нашата држава и нашите закони како наши. Се осеќаме како државата да ни е непријател, а и се поставува како непријател, и тогаш го имаш тој сукоб кај што па зошто ја да работам, па зошто јас да чистам, па зошто јас ова, зошто јас да бидам добар граѓанин во држава која што према мене се понаша како јас сум секогаш лош. Да. И затоа мислам дека имаме и тој brain drain, нели, паметните што заминуваат, затоа ги имаме ние кои што сме одлучили дека ќе останеме, дека не го носиме ѓубрето во дрисло, туку го фрламе низ прозор, дека нема да гледаме да зеиме дрва кои што се 18 месеци исушени, ќе зеиме тазе дрва. Така. И некако како тој конфликт измеѓу народот и државниот апарат да ни прави државата да ни е ваква каква што ни е. Долго и широко. Видео што го кажуваш, државата кога ќе пушти опомена бидејќи немаш избор, еве, кога на тебе како фирма ќе ти должи некој, ти ќе му пуштиш kind reminder. Значи ќе му пуштиш едно фино подсетување, ако сте во можност, нели, со цел да не го изгубиш тој клиент. Може би се случило промакнала таа фактура или во моментот што и да е нешто било, но сепак односот, тонот со кој што ние ќе пристапиме е повеќе како едно подсетување. Но во другиот случај државата ти немаш опција. Не можеш ти да кажеш сега нема на тебе да ти платам, ќе плаќам таму данок. Него опомена, ако не ја платиш 7 дена, ти ја блокирам сметката, ти ги зимам парите и тоа е тоа. Да. Што сум гледал случаеви каде што е потребно, точно, веројатно не може да индивидуализира и веројатно нема толку многу можности сега да види и фирмата на Игор е секогаш поштена, секогаш плаќа на време, кај него со еден поубав тон ќе настапам. Едноставно имаш луѓе кои што одлучува јас нема да плаќам, па што сака нека биде и опомена законскиот дел, законскиот период, ти пуштам извршување и готово. И сликај се. И сликај се после. Веројатно тоа е начинот на кој што и треба за голем дел од луѓето, но балансот ни јас не знам каде може да се направи. Но сепак стои она наша индивидуалност и она што можеме ние да направиме. Знаеш, и го почнавме мојаведот со геополитика и со актуелни настани во периодот, со сите оние реперкусии што и кај нас се чувствуваат, но сепак верувам дека ние имаме сила, имаме можност самите да допринесеме. Ние можеме да се жалиме, можеме да кукаме или можеме да направиме нешто. Еве, јас имам пријател, познаник, кој што се бави со земјоделие, сади тутун. И млад човек, кој што сади тутун, кој што му е поисплатливо, кој што гледа поголема вредност од колку нешто друго да би работел, и тоа е тоа. Веројатно некој пат тие работи се можеби и наследни, како не сакам да оставам фамилијата, не сакам да се мачат, но он своеволно си почнува и си го работи тоа. И внатрешниот порив кој што го тера, можеби не е само онаа традиција, можеби и не можеби, сигурно и добро заработува, каде што ако стави на кантар, па јас да работам во банка или да работам негде каде што нема да бидам ценет, вака ќе си работам за себе си. Добро, мислам и коментар малку на тоа, ќе работам за себе си. Ние сите работиме за себе си. Так. Одиме на било кое работно место за на први, нели, да ја добиеме таа плата, ја добиеме за нас, не ја добиваме за некого. Така. И не ми се свига баш тој ментален склоп дека ја ќе му работам него за толку и толку пари. Па друже, повели, направи своја фирма и работи за повеќе да те видиме. Геополитиката што ја спомнавме на почеток, зголемените цени, намалениот животен стандард и како дојдовме до ситуацијава да правиме муабетето и за екологија, и за како ние према државата се понашаме и како државата према нас се понаша. Мислам дека веќе сме на благодарење на технологија, дека сме на таа ситуација со таа дигитална трансформација која што толку многу се труби,
дека веќе имаме системски решенија за, како што викаш, фирмата на Игор, редовно плаќа, ќе го смениме, нели, темплейтот, образецот за како ќе се понашаме. Мада што мислам дека решението може да биде дури и на културолошко ниво. Зошто државата да не го подигне нивото на комуникација со луѓето? Ето пример, кој да е што ги изготвува тие решенија и опомени во УЈП. Колку мала иницијатива е потребна да се земат сите тие темплети и јазикот, значи самиот напишан текст да биде сменет кај што фокусот ќе биде почит, меѓусебна почит од државата према фирмата. Ради тоа што ако фирмата не постои, кој ќе плаќа данок за тој чиновник, односно службеник, да си добива плата. Да. И неколку чекори поназад дури би рекол за, нели, прашањето беше на кој начин ние да постигнеме малку подобра совест. Да, од една страна самите ние како поединци треба да си работиме на себе описменување, на себе окултурување. Од друга страна мислам дека државата преку своето влијание во образованието треба да покаже малце leadership capabilities, да го води образованието во насока на која што ни е потребно. Ние од, нели, за Охрид зборат лулка на книжевноста, Балкански Ерусалим, не знаш, и сите тие работи биле некогаш, ама ние во меѓувреме немаме никаква допирна точка со тие луѓе тогаш кои што живееле, освен географијата. Културата не ни е воопшто иста. Во тоа време луѓето, нели, во Византија правеле муабе за општи филозофски теми, длабоки промислувања, ние денеска правиме муабе за спортска прогноза. Тој расчекор измеѓу нашата историското поимување кој сме ние и нашата реалност кој сме ние е очигледно огромна, ама државата тука би требало малку да, наместо да увезуваме програми од Скандинавија кои што можда таму функционираат, ама се направени за тоа население. Ајде нека помислат и нека направат некоја програма која што нашите потреби ќе ги задоволи, наместо ние да само да рецитираме нешто што ни е кажано. Да. Креативност. Да. И волја за сето тоа и не егоизам, туку мислење на општото добро, што е тешкиот дел. Многу тежок дел и мислам дека кај нас мотото за живот е опортунизам, а не е работа за општо добро. Така. И кога цело едно население работи опортунистички, тогаш ќе имаш и црна економија, ќе имаш и сива економија, како што ја има кај нас, ќе имаш закони кои што за некој функционира, за некој не функционира. Нелојална конкуренција и после добиваш еден град во кој што имаш еден, нели, куп нови згради, а инфраструктурата не може да го поднеси целиот тој наплив. Мене ми беше потребно од 3 бисери до Народна банка 20 минути некаде да дојдам. Пешки ќе ги поминиш побрзо. И не дека луѓето се криви во таа ситуација, зградите се направени, ќе ги купиме ради тоа што тука сакаме да живееме. Гужвата која што се ствара сега беше поиздржливо ради тоа што немаше влегување во макази како што беше порано. Сепак имаше некој кој што сака да се пикнат, ама ние сме најдени во таква ситуација, инфраструктурата е таа како што е, ама она што можеме лесно да го промениме е нашето однесување. Не мораме да бидеме агресивни, не мораме да бидеме безобразни. Често пати мене ми се дешава ако пуштам некој да влезе во моја лента, ево баш са Бајлево ми се деси, кај што го прочитав човекот дека сака да влезе, ја му застанав пред да дај жмигавец, човекот влезе и ми пушти 4 она и фала. И сега, пратејки го него, видов дека таа моја добра волја тој ја пренесува према напред. И колку е поедноставно на тој начин да се функционира, отколку на pay it forward. Отколку како што после приметував баш пред сок беше некоја Toyota мала. Жената се залета за да не му дозволи на човекот кој што веќе имаше дајано жмигавец да се престори една во друга лента. Што доби? 5 метра понапред во истата гужва. Не знам, немаме некаков соживот, немаме некоја желба за мекост. И секој на секому е човек на човека волк.
или непријател. Да, не џабе кажано. Да. Супер. Добра дискусија денеска имавме. Да. Доста теми начнавме, се надевам дека и за слушателите ќе бидат интересни. Ги повикувам да се приклучат во оваа наша мисија, во ова наша мисија на произведување или креирање на една подобра наша земја, Македонија, место подобро за живење, и се надеваме дека овие разговори ќе ги мотивираат и луѓето да размислуваат малку повеќе на работата и животот отколку само еднодимензионално и како начин, како нужно зло, како нешто што морам да го правам. Туку која е онаа вредност која што ти како поединец на твоето работно место можеш да ја донесеш? Да. И сходно на тоа, не само на работното место, туку и во твојот комшилук, и во твојот град, и во нашава држава, во Македонија. И во бракот, и во родителството. Да. И на училиште, значи на кој начин ние кои што сме се нашле во една ваква мала држава која што е на мени, а не е на преговарачка маса, на кој начин ние можеме да се соочиме успешно со тие притисоци кои што ги имаме и да за себе изградиме подобар живот и градејќи за себе подобар живот да имаме општо добро за сите околу нас. И тоа што беше еден интересен муабет како последна мисла што би сакал да ја спомнам е за тоа како додека бев на факултет во Хрватска ни дојде еден американец професор и баш ни зборуваше за економска мисла. И вика the pie is infinite. Во смисла дека економијата не е некој затворен систем во кој што имаш толку и толку сума на пари и сега ти ако сакаш да имаш повеќе пари, треба да ги земеш за некој помалку да ги има. И вика, економијата е отворен систем, the pie is infinite, и можеш ти да имаш онолку пари колку што ти ќе произведиш вредност. Кај нас, за жал, размислувањето е дека ја да имам, мора некој да нема. Да нема. И да зграбам јас се. Зграбам, да. И наместо да е произведување на добро, е грабање од направеното. И ајде да го смениме тој цел, или една од целите на овој наш подкаст, е тој paradigm shift, што го викаат американците, да престаниме да гледаме на светот како нешто ептено ограничено, или барем на нашата економија како ептено ограничена, и да видиме на кој начин ние можеме во таа мала економија да допринесеме нешто плюс. Убаво завршено. Фала ти за муабетот, Игор.